се сади љубовта кон математиката кај младите. Највозрасниот жив математичар низ кој поминале многу генерации средношколци, па и универзитетски граѓани. Тоа е темата на следното линковско вклучување. Може да го погледнеме колегата Стевче Митрески доколку ни е подготвен. Стевче, добро утро, повели. Добро утро по втори пат од Битола, па да се описмени еден ученик е општествена одговорност, а за секој наставник и професор еден вистински предизвик. Наш гостин, професор доктор Христо Димитровски Јагоидовски, професор во средните образованија и на универзитетот, човек кој важи за еден од најстарите, а може би еден од највозрастните математичари во градот. Професоре, добро дојдовте. Добар ден, добро утро. Поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Јас сум навистина еден од повозрастните професори по математика и цел живот го поминав во Битола како професор по математика од средно училиште па до факултет. Веќе 16-17 години сте во пензија. Ја оставивте ли математиката или се уште живеете со формулите? Кој се занимава со математика никогаш нема да ја остави, дури може. Математиката е многу важна наука во секојдневниот живот, во сите науки, во сите професии, и ја се занимаваме и понатаму и со математика и со физичка некоја работа. Во раците држите некој издание? Сега пред неколку години, пред 2-3 години откако сум во пензија, напишав една монографија за мојата прекрасна генерација. Монографијата беше прифатена и прославена, имаме и промоција. Целиот живот, целиот работен век на нашата генерација, на мојата прекрасна генерација е во книгата и тие се сега веќе пензионери како и јас, цел живот работен век го поминавме тука во градот. Математиката, велите, еден од позначените предмети, но факт е дека учениците некако бегаат од математиката, се плашат. Што е потребно за да се биде еден добар математичар? Има наследни гени или треба некоја посветена работа? Видете вака, нашијата професија е воспитно образовен процес, така? Значи и воспитен и образовен. Образование онај од математиката. Математиката е екзактна наука и за неја треба постојано континуирано учење. Сега децата тоа не го сваќаат многу сериозно. Учениците и останува мал број на ученици кои што постојано учат математика. Другите се во рацете на професорот, да речеме, и треба да се попушта, бидејќи секој знае кај му е местото. Кој не го бива за математика, ќе си одбери друга професија. Јас имам сега веќе домаќини луѓе пред пензија се, сите си одбраат работа која што му одговара. Тој што не знаеше математика, не ојде на математика. Референт некој, инкасант и така натаму. И мене од секојаш ми било во паметот, секојаш размислував дека најголема несреќа е човек да повтори. Ученикот да повтори, тогаш добива некој епитет, да речем, повторувач, го напушта генерација. Во моје време, кога беше математиката актуелни беаше старите агломерите, но денеска децата со современата технологија, многу формули, многу математички резултати ги имаат во мобилните телефони. Хендикеп е тоа според вас? Хендикеп не е, зависи во колкава мера се користи, бидејќи технологијата, електронската техника навлезена во сите пори на општеството, и во науката, и во професијата. Значи, тоа мора да се користи. Меѓутоа, најважен е сепак професорот. Човекот. Инаку многу пати се зборува, колку вреди еден компјутер. Компјутерот вреди толку колку што можеш да го користиш, така? Колку разбираш да го користиш, толку ќе го користиш, а мора да се користи, бидејќи оние што викаат по математиката пешки одење, основни аритметички операции многу полесно се работат и побрзо на компјутери и на други визуелни и аудиовизуелни помагала што се користат во. Ако ве пратам кон крајот на втората половина од минатиот век, да направите една паралела со денешниот образовен процес, има ли разлика? Разлика има, веројатно овие деца се сега поинаку воспитувани, поинаку се информирани, поинаку има друг начин на живење, ама за квалитетот не можам да кажам дека
посебно за математиката, дека овие деца повеќе ја учат или ја разбират математиката, отколку вашата генерација, да речем, и ти си еден од моите ученици. Така, во тој контекст, имате ли некоја статистика, долг стаж, колку генерации на ученици и студенти поминале низ вашите раце и што е уште поважно, живеете на широк како овде, се сеќавате ли со нив и каква е интеракцијата? Јас мислам дека од прилика, према мои некои пресметки, имам околу 10.000 ученици и студенти за цел мој работен век. Се среќавам со многу од нив, да не речам со сите, разговарам, секогаш релаксирачки разговори, позитивни, полни со позитивна енергија. Јас кога си одам дома, сум позитивен човек затоа што сум сретнал ученици или студенти на кои што сум предавал од пред 40 години онаму некаде, ама со сите разговарам и мојот карактер е таков, јас не сум имал конфликтни состојби со никој, не памтам ни со еден ученик. Го спомнавте вработувањето, природно-математичките науки се значаен сегмент во услови кога имаме странски инвестиции. Која е вашата порака до идните ученици па и актуелните? Видите, математиката секогаш е дефицитарна. Уште јас кога студирав, дефицитарна. И сега ми се чини, слушав на овие средствата за информирање, дека многу мал број на ученици се запишуваат на природно-математички факултет, каде што студирав и јас. Зошто е така? Затоа што професорската работа не е соодветно платена или адекватно како на овие другите факултети, да речеме на техничките, сега е овие електроника и така натаму, и затоа средношколците тешко се одлучуваат да студираат математика. И за на крај, која е вашата порака до вашите колеги, денешни млади педагози по математика? Видете, математиката, кажав, е екзактна наука и тука нема многу простор. Секој ученик знае колку е спремен и знае колку добива и колку заслужува. И тука нема дилеми. Арнама воспитната работа мислам дека е запоставена, на неа најмногу треба да се работи. Оти многу проблеми во времето кога се формираат учениците како личности, треба да имаат доверба во професорите. Имаше случаи кога проблеми што не можат да ги решат со своите родители, ги решававме ние. Се разбира, за тоа треба да стекниш доверба, да не се злоупотребува довербата, и учениците, кога ќе видат дека можат да се допрат на некој кој може да му помоши, тие прифаќаат тоа. Професоре, ви благодарам, да сме живи и здрави. Некаде за 2 години ќе ве поканиме на 45 годишнината од нашата матура. Студио, тоа беше разговорот со нашиот професор кој важи, еден од највозрастните во градот во Битола. Јубаво е да се поразговара со нешто некогаш ве не образовал, па сега да имате и вие можност малку да го потпрашате. Студио.